Во завршна фаза е реконструкцијата на спортската сала Младост во Битола. Кон крајот на минатата година беше поставен котел на пелети, со кој салата ќе биде целосно затоплена. Новиот паркет е веќе поставен, а деновиве се започнува и со поставување на околу 2700 до 2800 столчиња. Спортската сала во Битола ќе биде повторно во функција и во иднина ќе биде сериозен конкурент за организирање на разни ракометни настани. Битола наскоро ќе добие спортска сала која ќе ги исполнува условите за одигрување на меѓународни надпревари. До крајот на овој месец се очекува да биде поставен и новиот семафор, а откако салата ќе биде ставена во функција, се очекува Битола да биде кандидат за организирање на некои од надпреварите на македонската ракометна репрезентација во квалификациите за Европското првенство. Според информациите, како дел од намерата на Ракометната федерација на Македонија да се поттикнат ракометните центри низ Македонија, постои размислување финалниот турнир од Купот на Македонија да биде во Битола. Според календарот, финалниот турнир во машка и женска конкуренција би требало да се одигра од 19 до 21 мај. Исто така, во април започнува и плејофот во Ракометната Суперлига, па двата битолски суперлигаши, екипите на Пелистер и Еврофарм Работник. Се очекува како домакини своите надпревари да продолжат да ги играат во спортската сала Младост. Салата во Битола во минатото е позната како една од најжешките сали, каде со проблеми се соочувале и бројни странски ракометни великани, па не се исклучува можноста Ракометната федерација на Македонија да ја одбере Битола како домакин на некој од надпреварите во квалификациите за наредното Европско првенство.